Добре дојдовте, драги мои, во ново видео. Ова видео го посветуваме на еден наш многу добар талент, музичар, текстописец. Све. И што да те кажам, како инфлуенсер? Мислам, така се водиш или не сакаш да те викаат така? Не сакам така да ти кажам. Многу обврски ми звучи името. Не се осеќам така. Не се осеќаш ич? А Па, добро, ич. пошто мислам дека спаѓаш у таа категорија Не, веќе. ич, да. Знаеш како со самото тоа што те пратат доста луѓе, пак влијаеш на некој начин што се вика, на некој размислување и мислење. Меѓутоа, Нормално. им порачувам на луѓето не секогаш да ме слушаат. Пошто Зашо не секогаш кажуваш Пошто- паметни работи? Да, не, Мислам, најбитно е сами да се слушаат себе си пред да слушаат некој друг. Бидејќи само така ќе знаат што Ама е правилно. и ти ова све што го правиш за забава. Мислам. Нормално. на Хуморот некој е пред се, хумор, сатира, пародија, пак ќе речам. Нешто што кај нас, да речеме, ти треба малце, што се вика, интелигенција за да сватиш некои работи, Добро, а да не ги доживееш видеата како навреда или нешто слично. да, ама и треба, мислам, тоа ти што го правиш е на некој начин не е ефтин хумор, него има Нормално. поента целата Има приказна. поента, да, затоа викам, знае нека да е покомплицирана приказна, да речеме, и да ти треба малце поише Време да IQ за укапираш, да укапираш, да, а да не ја сватиш како навреда и да не ми пишеш глуп, селјак и слично. Ќе доеме до Да. тоа. Него, што сакаше да бидеш ти кога ќе пораснеш од мал брат? Имаш ли замисла дека некад у животот тоа дека ќе го правиш? Да ти кажам, ако од мал сега, од многу мал Од немав, најмал, да. од најмал немав, меѓутоа со текот на времето, да речеме, више од основна школа, завршетоците на основно, Аха. се појавуваше некоја таква желба, упишав средно економско и сакав да идам Си на го погодил? да, Си го го- поведам. И сакав да идам на правен факултет. Многу сакав да бидам адвокат. Знаеш зашто? Пошто многу гледав филмови и мислев дека е како на филмовите. И Јасно. кај нас, меѓутоа, нели далеку сме ние од тие филмови. А не е ништо како на филмовите. Не, така. И цело време паралелно додека студирав на фамилиарни ручеци, на собиранки со другари, цело време слушав како сум глутнал факултетот, пошто пример тоа што го гледате на видеата, јас сум таков и природно, не е ништо измислено или не знам што, тоа може да го потврдат колеги од работа, Ја можам да го другари, потврдам. Да. да, така. Значи нема глума, се си е природно. И цело време некако и пак се дружев и некои со тие кругови, меѓутоа никогаш знаеш не го направив на првиот чекор, да речеш, ај сега нешто ќе пробам. А добро, извини што сега ќе те прекинам, само да те прашам, ова од дома ти кажа кај да се запишеш, Не. кај да идеш, пошто нели обично така луѓе Да, тоа Ти да ти ви кажам нема ништо родители. полошо од тоа, така да е пример на сите што не гледаат, можам да ги порачам да не слушаат некој што се не зборам родител општо, пошто знаеш како сите се попаметни освен тебе. па не родители може да дадат совет, ама не да те Може, тераат со значи, сила. абе, секој може да ти даде совет, ама не значи дека ти мора да го прифатиш. Знаеш, пример да речеме, мене родителите ми се најголема поддршка уште од сам старт, Нормално. како да ти кажам. Меѓутоа, ние не значи дека немаме конфликти или, пример, они ме советувале нешто да направам вака, ја не сум го направил бидејќи сум мислел дека е исправно онака и се покажало правилно, пошто на крајот од денот сакам да сум мирен со својата одлука што сум ја донел. Точно. Ако си сгрешил да знаеш дека ради себе си сгрешил. да, не и ради дека некој ќе ја друг. научам лекцијата потешко што се вика, меѓутоа ете, ќе признавам, да, во право сте Ќе биле, осетиш така на требало. своја кожа. Ете така. Така да најбитно е она што стварно те влече и она што стварно сакаш тоа да бидеш, пошто умре више тоа време, барем кај нас, сега ќе запишам економско, ќе работам во банка, правен ќе запишам. Сметководител ќе бидам. Да, значи, знаеш како дојде, јас, пример, може не следат и деца и све, више не знаеш дали да го советуваш детето факултет тука да заврши. Пошто да, јас сум скептик пошто на реално таа тема. кој е фајде? Подобро запиши некој курс, дали е IT или маркетинг или не знам што, подобро ќе се снајдеш. Ама со на себе. пример, рецимо сега нашиве родители што се, нив им значи дипломата ако им ја однесеме дома, сеаш. Нормално. Ама на мене не би ми значило ќерка ми
да ми донесе диплома, него би ми значило да направи нешто, што викаш ти, курс по маркетинг, сакаш тоа за све. Ама јасно. Нешто што е исполнува, Да, нешто што сака Пошто да тоа го парче хартија не значи дека сега јас кога ќе влезам на факултет, ќе земам дипломата и надвор на скали мене ќе ми речат ајде те чекаме тебе, дојди тука канцеларија ти е Слободно спремна, место, да работиш. И знаеш многу луѓето заглавуваат со тие што се вика проекции за иднина да речам. И доаѓа до еден зид кај што нема што да прават и пример ќе заврши да работи некоја работа што на крај памет мислел дека нема да работи, да рече. И добро ќе работи. Јасно. Бидејќи знаеш како се напунил што се вика иде на 25 години, 26 години. Уште живее у детска соба со неговите, сакаш да напредуваш, а животот е скап, така да... А и не знаеш кај ќе на кој пат ќе те наведе животот и што ќе работиш. Така да ги советувам луѓето да го прават она што стварно осеќаат дека природно сакаат да го прават и она што ги исполнува. Со љубов да го не седат нормално. и да не одат по работи кај што им се враќаат нозе и не им се работи она што го работат во моментот. За жал не секогаш имаме избор, меѓутоа од нас зависи. Никој нема да дојде да ти сервира на тац на тебе. Баш кога сега се нови времиња, така да можеш све да работиш, Све ти е достапно. Да, и од дома можеш све. Ја на пример од кога викам дека ја не се гледам у тоа да работам од 8 до 4 или од 9 до 5. Ама за тоа сега ова што го правам 24/7 работам. Ама знам дека за мене го правам. Мислам, тоа е тоа. Секој со своите размислувања и ја викам дека секој си ги сноси последиците. Нормално, не значи дека ти ако не идеш на работа од 9 до 4 дека не работиш, напротив, твоето е понапорно, може од некој што седи од 8 до 4. И дека изгледа така лесно на сите други, да. Така да нема правило. Ама ти беше и рапер едно време, мислам. Од тука почна Да. Од тука почна на јавните настапи. Се занимававме пред 10 години кога имаше многу гужва што се вика на рап сцената да речеме. Баш ужижат. Да, што многу тешко беше да се успее. Имав своја студија, снимивме сигурно преку 50 и на 560 да не се излажам. Стигнали до нечие тие песни? Да ти кажам, тој период, пошто групава ни беше, знаеш, раштркана, што се вика, некој од Борис, некој од Корчагин, и друштвата од кај секој си доаѓа на настапи. Имавме солидни настапи, да речеме, у тогашно Кастро. Имавме убав настап еднашка на Пиволен. Мислам, многу убави времења, за жал многу тешко се успеваше. После тоа сите почнавме да работиме по сериозни работи, секој на свој пат. Но вие правевте underground музика или Па да, поише комерцијала? Не, поише бевме хардкор, пошто знаеш тогаш и немаше многу комерцијала. 99% беше све хардкор што се вика. Пошто комерцијалата се продава многу лесно и тука се многу пари. Јасно, тоа си дојде само по себе, мислам немам ништо против тоа, секако си има и тоа публика. Сега се свртија работите, сега цело време 99% присутна комерцијалата, пар луѓе што се вика што прават уште хардкор и што вреди да ги слушнеш. Меѓутоа ми се свиѓа што знаеш се појавуваат цело време и нови ликови што се случува нешто барем на сценава. Да, што се работи. Да, така да убави времења беа тоа, ќе останат спомени, а не оставаме можноста и можеби да извадиме некоја песна. Зашто да не? Во иднина. Пред да продолжиме, да те прашам, кој е твоето омилено место у Скопје? Омилено место у Скопје? Да. За искачање? Не, општо, омилено место, онака кај што ти е убаво да идеш да го посетиш, да седиш. Да ти кажам, во моментов градскиот парк ми е. Градски парк? Градскиот парк ми е, барем таму гледаме зеленило и не, онака кога ќе свртиш глава нагоре не гледаш у зграда или нешто слично. Не, пошто не се движиме на кај градски парк за тоа. Види, тука има зеленила околу нас, така да супер си е. Се надевам нема и таму згради да почне да прават. Да. Меѓутоа е на убаво место да речеме култно барем за нашиот народ тука што е сега да отидеме сигурно е препун со луѓе бидејќи е убаво времето. Само тоа остана, мислам, она некоја природа у Скопје и водно нормално. Да. Само што Па водно некако го качуваат со згради, ќе видиме до кога ќе стигна до горе. Реално. А кажи ми, као кликна брат тоа со Инстаграмов, со популарноста, како се сносиш со тоа?
Дали те препознаваат на улица? Види, кликна сосема спонтано, она што веќе да речеме неколку Мислам, пати го Плански кажа. ти беше? Плански. Почнав спонтано со оние што ги прават американци на транзиции, да речеме, се утрчал Big Goodril некој грб овој лета, па да направам транзиција нека таква и едно видео гледам 4000 гледања ми направи. Ја 200 луѓе ме следа, викам од кај викам сега 4000 гледања. И разгледував некои идеи едно друго и летото спонтано што го направи видеоно со македонците кога зборат српски. Аха. Од тука више све почна како што почна и толкави бројки да речеме по 300.000, по 400.000, по 500.000 на видеа не сум ни сонувал дека ги имам. За препознавање, да, тоа ми е нов момент што уште да речеме се учам како да се носам со него, пошто знаеш ги гледам ја бројките. Меѓутоа не сум свесен дека ќе искочиш сега на улица и дека од почеток до крај на рутата секој ќе те познае, дали ќе влезеш у продавница на бензинска, во трговски, во продавница. Дури знаеш, ми се дешаваат незгодни ситуации, кога беше сега пред една недела на Мак Петрол на автопат застанувам, ми вика женава ги вратили маре чиниите. И викам да не сте се препознале, викам. Не, вика, не сум се препознал, викам која маре, викам грешка имате, викам сигурно. Неам грешка, неам, и додека го капирам, викам ја се извинувам, викам ја. Маре од видеото. 9 сат ми ја викам по Савајле, викам изгледа уште не сум расонет, викам ги врати. И така еден куп, знаеш, приказни, што луѓе ги студираат и ги гледаат по 100 пати. Што се викам, меѓутоа ќе ги заборавам јас и тоа ми е нов момент, ама интересен, убаво. Има ли онака да те застанат да речат ајде да се сликаме сега со тебе, може би да се сликаме, има? И тоа има, да, и тоа се почесто и почесто. Посебно ми е многу интересно, помаливе деца, не знам сега ајде барем возрастниве, знаеш ги разбираат и приказните деца, ама помали деца по маркет ќе те бркаат да се сликаат, што се вика, и тоа ми е нов момент, ама интересно, знаеш, мислам позитивно нешто е што се вика, што уште се навикнувам на. Уште нема некој што ме сретнал, пример, меѓутоа да е хейтер. Да сака да ти залепи шамар. Тоа ме интересира како би изгледало. Нема, ја ќе ти кажам. Ама можеби се појаки на тастатура, па во живо тоа. малце храброста не име Пошто толку имало јака. моменти, ама као си вртат глава и тоа е Да. тоа. А нема потреба, мислам, не ме ни знаеш за да Абе, имаш- јасно е свето. Види, тоа е природно, сваѓаш. Пример, сега, да речеме, у еден месец имаш 3-4-5 милиони прегледи, се нормално е ти на некој да не му се свиѓаш, ја тоа го Да, прифаќам. ама не е нормално ти да пишуваш или на некој што не го знаеш да му со сега- погрдни зборови Тоа да сега да кажеш. кажам. Навредите се, знаеш како, навредите се домашно воспитување, проблеми во животот, можеби неприфаќање од општеството, љубомора, Зашто некои ја, такви зашто ти, случаи, да. Се окей, ја прифаќам негативна критика, тоа сум го кажал 100 пати, да ми кажеш, абе, поправја глумата или Тоа е не окей. знам, некои технички работи или слично. Меѓутоа сега ја да отидам кај тебе на профил и да ти пишам селјак, дебил, не знам што ваков таков, мислам, Да, која ми е потребата. Меѓутоа го кажал тоа неколку пати, не планирам такво нешто да ме допре. Ама на Така да. почеток те допира таквите коментари? Па, знаеш како, можеби кога ќе испиев 2-3 раки, тогаш си го сваќав лично. Што се вика и може да речем, еднаш два пати имам вратено да ти кажам и после знаеш утре ден да викам чекај малце со кој сум земал да се објаснувам. Ќе знаеш ќе го отворам профилот и гледам 6 слики има дечкото на Facebook Volkswagen Passat сликал и мачето внатре и на хауба и си викам јас дали на овој човек му враќам. Реално, да, не. Така да гледам многу да не ми влијаат такви работи, пошто нема потреба. Више кога сме одлучили ова да го правиме, мора да ги прифатиме Да, тие мораш, работи, тоа. мора да има, мислам, секакви луѓе мора да постојат, иначе имаше да биде интересно да бевме сите исти. Нормално. Природно е да не те сакаат сите така да. Да. Сав, да те прашам, гледаш малце извинив. Не, приказни е, од кај ти се инспирацијата за све ова што... Инспирацијата, брат, секаде околу нас. Отиди сега ти у маркет и
земи да ги слушаш маж и жена како се караат, за беземјето вие поевтини се земјото вие. Или по државниве институции да отидеш, или на работа, мајкички и слично, така да кај да се свртиш има секаде инспирација околу нас. А Барем за тоа политичарија? сме. И политичарите се таму па колку сакаш имаш, што се вика. Меѓутоа гледам не толку да се занимавам со такви политика? теми, пошто знаеш како ја пример никад у животот нити јас, нити моите да речеме родители, нити блискиве не сме биле Не сте биле политички активни определени? во политички партии, во штабови, во такви работи. Па сега за да земам да се етикетирам или не знам што, меѓутоа така си го сваќаат луѓето, ако направиш некој видео да речеме и спомнеш некој имиња, Дека ти си или за Да, позицијата или така. за опозицијата, и те така. етикетираат. и одма те етикетират и пошто знаеш како ја тоа викам, тоа се луѓе без свое јас, мислам се добро, не дека сакам да навредам, меѓутоа ете таков избор може би имале у моментот. И они се учени пример одма да напаѓаат. Да речеме така ги учат барем у компјутерница седат и денеска ќе оставаме хейт коментари на таа и таа вест. Ајде и сите оркестрирано гледаш сите исто. Да, не. Вреѓаат, пукаат. Така да гледам толку да избегнувам, меѓутоа со сигурност нема да го оставам тоа нечепнато. Посебно со ова што се случува се моментално со патни трошоци, што гледам колку пари зимаат и слично, тоа е ван секој памет. Добро, да. Драми се многу. А ја треба да зимам повише патни трошоци за ова што го снимаш во право. Многу се драматични, мислам. Циркус. Меѓутоа не оправа нас ни Господ, така да нема Мислиш, многу да се занимаваме. Има ли Македонија надеж дека некад, мислам, не на политички аспект, него од луѓето да се као Па да ти- не бидеме такви злобни, да не шириме омраза и такви работи. Види, тоа не можеме да го искорениме како и да е. Ме радува што гледам, да речеме, нови генерации млади, што се малку по-паметни и, да речеме, по-бизнис ориентирани. Сакаат да направи нов проект, сакаат да направи апликација, сака ваков бизнис. Да речеме, имаат поише храброст од Сакаат нивните да родители. Да, и гледаат поише да се фокусираат на тие работи, отколку да се фокусираат на да му умре козата на комшијата и слично. Сега таа мржњата и све остало, знаеш како, тоа си доаѓа од самиот човек, или си таков, или... Така да не можам да бидам сигурен дека ќе се средиме некад, меѓутоа пловиме некако, се одржуваме уште на површина. Мислам дека новите генерации дека идат малце напред и дека се Да, по така отворени за светов и за све што се дешава, дека не сме тоа. не се затуцани како Не се, рецимо не се, нашите и тие претходно генерации. Не се, интересни генерации се да ти кажам. Ќе продолжиме со моветот, само имам од оваа епизода, драги мои, имаме едно прашање кое Никола ќе го напише на картон и ќе го прашаме следниот гостин што ќе биде во Каркастот. Вие нема да го видите тоа прашање тука, во оваа емисија, ќе го видите во следната емисија кога гостинот ќе го чита и ќе го одговори. И ќе идеме цело време така у круг за да биде поинтересно. Пошто он не знае кој ќе биде следен гостин, а ја не му кажувам, тоест ја не знам у принцип. Имаш до тебе одат картон, празен, првиот, гледаш. Еве ти маркер, отвори го и пиши што мислиш, нека биде Било што? Било што по твое вако, да. Па да видиме што ќе одговорат. А ја меѓу време сам да си ги поздравам спонзорите на овој Каркас, а тоа се Алфи Техно Центар, можете да си нарачате сега поново онлайн од кај нив, што и да ви треба за вашиот дом имаат свашта. Да ги поздравам eShop The Strongest, ама можете да си нарачате суплементи доколку вежбате, ја вежбам со многу прејак сега, замислете како за месец дена, замислете како ќе бидам за 3-4 месеци. И мојата платформа Уживај Ве, доколку имате ресторан, хотел, сместување, можете да го додадете таму за само 255 денари месечно. Мислам дека тоа е џабе, а ќе имате голема промоција и маркетинг на што и да нудите. Како ти иде, брат? Ми текна нешто. После ќе те прашам сам да ми кажеш, пошто јас сум у таа улога на татко, како е?
Ти сакаш да возиме изгледа до граница и До назад. граница и назад. Па со оглед на времето сакам емисиите да ми траат околу пола час за да има гледаност и да го задржи вниманието на луѓето. А мислам дека сме со доста интересни теми и можеме да го задржиме вниманието. Го напиша? Да. Браво. Хај, баш ќе, Надевам нема да се наљути. Нема врска сега, не знаат ни они ни ти, така да ова ќе го чуваме тука, ќе го видите у следната емисија. Ќе го прочита гостинот. Кажи ми како е да се биде брат татко? Ти кажам да се биде татко е физички многу интересно. Тоа е као втора смена од работа која ќе дојдам, што се вика. И трета. И трета сме заедно, да зависи дали ти спие навечер или не. Full time. Да, јас сум сега, да речеме, моментално на добро место околу спиењето, пошто 2 годинки и нешто више има. Веќе сте се организирали. Да, си спие навечер. Иначе, супер е, нема ништо позитивно. Колку и да ти е сјебан денот, што се вика, се апцуев, не знам дали цензурираш или не. Нема кај да. Не. Колку и да ти е лош денот, катастрофален, све, знаеш, кога ќе ти отвори врата таа фаца дома, све живот забораваш, Да, све паѓа живот ти во се воја. оправа. Така да, не знам како да ти кажам, тоа е некоја еден свет, една љубов што не си знаел претходно дека ти треба, а кога ќе дојде уствари на свет, сваќаш дека за нејзе што се вика ќе убиеш човек. Се не у буквална смисла, да не се сватат сериозно. Не, така е, да, меѓутоа така е, нема ништо позитивно, сега родител ко родител нормално дека си има активности, трчања и света, меѓутоа на крајот на денот кога ќе видиш како спие до тебе со таа фацата, нема ништо поубаво, мислам како за крај на денот што се А вика. кога се породи жена ти, нели, беше ли свесен тие првите 1-2 месеци дека си татко, дека имаш некоја, не знам, улога у животот значајна? Пошто ја, например, не знаев како да се понашам, знаеш. И доста другари ми го имаат истото кажано, дека не си... Нормално. Не ти е вако. Никој, знаеш, не те спрема за тоа, прв пат тие што се вика. Мислам, колку и да слушаш муабети од страна, вака ќе ти биде, така ќе ти биде. Да, никогаш не си спремен за тоа. Ја мислам дека се освестив кога отидов да ги земам од болница. Мислам дека дента, да речеме, кога се породи сопругата и 1, 2, 3 дена после тоа додека ги земам, тогаш не бев свесен. Дали од пиењето или не знам. Од мекиците. Од мекиците, да. Пошто за среќа све окей помина и онака само што ми кажа дека жена ми се породила, она после 10 минути на телефон ми звониш. И ја викам сега сигурно на доктор некој му дала број, не знам, ама гледам од кај не звони. Ало, шо преш, како викам шо правам, викам, па еве идам виски да купам, викам и идам да се допијам. на кај колеги, викам да почнеме да пиеме. Викам, па ти шо преш, викам, па ништо, вика, еве се породи, до пазарче да била. Да, И викам, па добро ли си, све ли окей? Да, се окей, викам, па нели ти прати, слики ми прати све. Да, еве го, вика, детето го спремам за школа, више да иде. Викам, знаеш, и тоа ми беше шок малце, викам, супер, одлично, многу, што се вика, убаво, без некои секираци, што се вика да чукнам од дрво. А првите неколку месеци се чувствуваше ли како лево сметало дома, да, како не си битен? Да ти кажам, буквално првиот ден кога не пречекаа сите дома, детево го гледам, спие, ужива, викам леле, викам Моника, викам супер, викам детенце, викам види го мирно. Човече си отидоа сите ова кога почна да плаче до 9 саат сабајле, викам вака ли ќе биде бре, викам. Цело време. И викам дај кажи им, викам на стариве нека се усагат кај нас, изгледа со нив е мирно, викам нека барем мирно да седи. Така да убаво патешествие. Ги советувам сите млади да прават се повеќе и повеќе деца, да не се плашат. Абе, немам стан, немам сега ова, немам сигурно ова. Да, нема нешто. Нема, за такво нешто нема план. Да.
И никад не знаеш кога е правото време, значи право време е Нема кога ти ќе право време, одлучиш, тоа тоа нема право време, барем за такво нешто. Мислам се окей, ја ги разбирам, не е ти да го направиш детето и после да се мачиш дали ќе го ухрани, дали ќе имаш пари за храна или сметки да платиш, сето тоа си стои. Тоа се буди некој инстинкт, као гризаш све пред себе и па тоа е тоа. за све да направиш да има фамилијата. Меѓутоа не може да гледаме убави млади луѓе дотерани, све како шетаат повеќе животни него деца. Чисто на тоа мислам. Животните се супер и јас си чував кутре што се вика кога се породи сопругата и све тоа си стои, меѓутоа многу ни е проблем тоа со новороденчиња и слично кој што знаеме и треба да се поработи. Дефинитивно. Гледате поише Netflix на вечер. Да. Сам да те прашам за од кога почна да бидеш познат, нели? Дали се смени кругот на пријатели околу тебе? И дали тие старите као имаат некој љубомора владеноце? Не. Као, еј, сега ти, дали има такви заебанци, као, еј, сега ти си познат, еве, седиме со познати од тука, мислам. Види, за заебанци има, за кругот не се сменил, едино ми е жал што, знаеш, немам повеќе, да речеме, малце повеќе слободно време, за малце повеќе дружби, што не стигам, што се вика, да ги испочитуваш најблиските. Добро, тоа е нормално со тек на време. Меѓутоа, замерки, буквално од никој не сум добил, напротив, само поддршка. Ти викам, сакам, знаеш како, некои периоди сакам скроз да се исклучам за да можеш да се посветиш, да отидеш со најблиски, дали у кафана, дали на кафе, пошто живееме брз живот, не само, ајде, пример, ние се ова го работиме, меѓутоа, знаеш, секој е со своји обврски. И реално луѓето се по работа растрчани, сакаш да дојдеш дома да одмориш што попрво. Да, немаш. Така да замерки немам буквално од никој, кругот не се сменил, не ни планирам да се смени, пошто знаеш како ја. Глеј, ти нема да се смениш, ама не знам, тие околу тебе можеби некој да се сменат. Не можам да бидам сигурен, јас нити планирам да, нити се осеќам некоја звезда дека сум или планирам да летам у облаци, да глумам нешто што не сум, тоа никогаш нема да се случи, така да. Пред се треба да останеш човек, но тоа е тоа. Најбитно е да сум ретко кој е човек денеска, така да. Тоа е најтешката задача што ја. Сите се луѓе, ама ретко кој е човек. Така. Кажи ми, што може да очекуваме следно од тебе? Пошто знам дека нешто ми спомнуваше, тоест видов подкаст дека сакаш нешто да правиш на YouTube, да го уклучиш. Мислиш дека имам некои планови за воиднина, она што можам да го кажам пример со сигурност е дека се спремам за стендап. Да, гледаш, и тоа заборив да те прашам, да. Се спремам за стендап кој што сакам да биде со буквално со сите нишани. Тоа ќе ми биде трет, бидејќи овие првите два настапи ми беа, да речеме, за поблизу круг на луѓе, супер си помина се, тоа си стои. Меѓутоа сега сакам, бидејќи сигурно ќе има и поголема заинтересираност, и сакам да биде со сите нишани. Ќе почнам, мислам ќе биде во Скопје, уште немам датум точно и локација. Тоа преговарам, меѓутоа мислам дека негде почеток на април ќе го фатиме или април, да видиме само кој датум точно. А околу стендапот како почна тоа се? Имаше некоја пасија за стендап? Да, одамна сакав нешто да што се вика да почнам. Случајно паднавме у муабет со кумот, ме прашуваше дали знам некој за стендап, пошто менаџира на познато скопско кафуле. Ако кажи го, нека има реклама. Да, бруклински, значи кој не отишол да проба најубави пици таму, ете. Изгористивме моментот. Ја не сум бил чидам да пробам. Да. И она што беше интересно, викам, па не знам кој викам, него ја викам имам спремно материјал, да не сакаш ја да пробам. Па ајде вика ќе пробам. И така сосема спонтано тоа се случи, имаше околу 100 луѓе така нешто. Не ти беше срам? И на почеток беше нормално трема да срце биење напред, да искачам прв пат у живот го правам ова. Меѓутоа многу убаво си поминав. Првиот пат
премногу убаво. Вториот пат многу се спремав, меѓутоа ми летна ко 5 минути. Пој добро. Вториот пат си имал малце Да, малце поише искуство и самодоверба, меѓутоа многу брзо ми летна. Така да сакам сега овој трет пат да биде со сите нишани, да биде малку за повеќе луѓе, да речеме до 200 луѓе максимум. Ја вториот пат требаше да дојдам, не биејќи Беше болен, болен, да. Ама сега сакам оправдано, да дојдам. Така да падна и некој муабет за ако помине све кој што треба здравје, да го прошетаме настанот низ цела Македонија, меѓутоа тоа е више Next level. Next level, да. Здравје нека се случи само тука во Скопје, па ќе видиме што. А имаш ли соработки со стендап комичари што наши, има ли поддршка од колегите? Има, да, има. Кажи ми ти како гледаш на таа страна? Има, да, неколку пати се појавив со Бојан Велевски, поздрав до него, ми даде стварно убава шанса што се вика да се пред малце поише луѓе да видам. Има нови дечки што сега се појавуваат и што стварно со одличен хумор, да речеме. Пред ним давам идеја на луѓето да одат и се почесто на такви настани. Нема га ли да си, мислам да почесто да посетуваат, што се вика, пошто стварно, знаеш како се исклучуваш, забораваш на секојдневие, се смееш. Со короната малку престанавме да идеме по такви работи, така да нема гале, збориш и има, да си снима. така да имаме ти викам стварно квалитетни дечки што вреди да се посеб. На инфлуенсерската сцена, уствари, на социјалните мрежи за тие колеги имали поддршка, имали драми, имали како гледаш на таа работа? Па има. Што све си видел до сега? Несогласување и така. Мислам, ти како ја гледаш од твоја гледна точка? Има поддршка, да. Ја реално, да речеме, сум запознал некој од луѓева, да речеме, што се често активни, попознати, да речеме. И стварно сум добивал добри пораки со голема поддршка. Имало такви кај што, пример, чисто ќе сум им пишал дали се заинтересирани можеби за соработка за некој заедничко видео и слично. Меѓутоа Те одбиле? Не ме одбиле, неа ни отвориле пораката. Сега најверојатно се работи за звезди? За звезди, да, што се недостижни за мене. Меѓутоа пак не се разочарувам, не, ништо времето ќе покаже. После може они тебе да те бараат за соработка и па не е проблем, знаеш како ја не сум сега некој злопамтило да речам. Да. Нема, мислам не би сакам, меѓутоа да кажам нема да го направиш ти тоа што они го прават. Па види како човечки е, домашно воспитување, да речам, културно е да отвориш порака и да одбиеш. Знаеш, не мора да привадиш. Ја не верувам у тоа дека не ја виделе пораката, свеш. Пошто јас сите ги гледам на сите луѓе, ухајден, све проверам, на сите враќам. И јас тоа го мислам, меѓутоа, ете, по-културно така ми звучи него да се изразам другачи. Да. Така да ќе видиме, времето ќе покаже кој каде. Мислам супер, им посакувам успех на сите, не далеко дека се мрзам со некој или не знам што. Сега те ги запознавам луѓето. А јас мислиш те поддржав или само на синте остави? Не, супер беше, мислам, па реално нашите заебанци што се вика на комшиска база ми бе некоја отскочна даска, да речеме, и некоја ново искуство. Баш кај реална прича. Да. Имаме комши што ни даваат многу материјал. Да. Така да ги поздравиме комшиите, сигурно знам дека гледате ова. Има една комшика цело време ми пишува, ми коментира на Инстаграм у групата што сме на Вибер Кјути. Као за тоа дека нели луѓе си тропаат, си прават, пошто тоа е стамбен објект, што зграда. И ја викам, ако сакаш мир, иди на село, земи куќа, таму ќе имаш мир и се. И ја правам видео за комшије, као демек буши у 7-8 са вали, она му пиша, па нели не ти смета тебе, иди сега ти на село. Не ги капира работите, така да. Има материјал. Ништо, Никола, фала ти, ние стигнавме до крајната цел од каде што почнавме. Фала ти на тебе. Сега морам да ти испуштувам со еден вако, како се вика, поклон од моите спонзори, а тоа е Талби Тикно Цинтот.
И имам за тебе едно прашање, дали сакаш ова бокал, така да? Да, бокалче за чајче, за све. Дали сакаш и клуб картичка има со попусти? Добро. Дали сакаш да го задржиш за себе или да го даеме на една драга особа тука што ни е и нас комшика на двајцата? Не па ајде да го поклониме. Сакам да Сакаш? поклонувам работа, Сакаш да. да поклонуваш? Ајде, да. Па може. Драги гледачи, ние ќе се уклучиме само да ја земам опремата. А од нас толку. Чао, чао. Чао, Фала чао. што гледате. Лайк, шер, субскрајб, све тоа комплет. Чао. Еве идеме да го однесеме поклончето, пошто Никола сакаше да го поклони, а ова е наша драга особа која ни е у комши ептен и сакам наце да ја испоштуваме. Само ќе треба да погоди едно прашање, тоест ќе поставиме прашање, она треба да даде погрешен одговор. Дали си слободна, Јуле? Немој да ме снимаш и ти све. Не, треба да погодиш едно прашање и да ти даеме поклон сакам. Ама треба да даеш погрешен одговор, да. Еве Никола ќе Чекај те бре, не сум спремна. Никола ќе те праша. Чекај, нека ме подготви се, а какво е прашањето? Многу е тешко, Многу е тешко. ама треба погрешен одговор да дадеш. Добро, какво е? Како се вика моментално претседателот на Република Македонија? Леле, боже, сачувај. Ме снимаш се, стварно? Да. Абе, чекај сега, дај... Како се вика? Како Па се не знам како се вика. Ама треба погрешен погрешен одговор ли одговор да дадеш. Може Зоран Заевна кажам? Да. Ова е точен одговор? Ова е за тебе. поклон за тебе. Жива, здрава, Тоа е Јуле. точниот одговор. Да. Знаем. Чао. Чао, најдобри сте. Фала ти. Ајде, чао. Толку од нас, драги гледачи, вие останете ни поздравени и уживајте. Поздрав, се Чао, гледаме. чао.